Денеска во рамките на оваа седница претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов има редовно годишно обраќање пред македонските пратеници. Ова е негов четврти говор во парламентот од преземањето на функцијата во 2009 година. Вообичаено е претседателот во своето обраќање да се осврне врз прашања од негова надлежност односно политичката и економската состојба во земјава, како и евроатлантските интеграции на Република Македонија. Во салата веќе се присутни пратениците, министрите, носители на високи државни функции, представници на верските заедници, првиот човек на македонската армија. Присутни се и секој момент очекуваме собранието да ја почне 48-та седница. Дами и господа пратеници, почитувани гости. Ја отворам 48-та седница на Собранието на Република Македонија. На седницата се поканети претседател на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, претседател на Владата на Република Македонија господин Никола Груевски, претседател на Уставниот суд на Република Македонија, претседател на Врховниот суд на Република Македонија, претседател на Судскиот совет на Република Македонија, јавниот обвинител на Република Македонија, претседател на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, народниот правобранител, замениците на претседател на Владата на Република Македонија, министрите во Владата на Република Македонија, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, реисул улема на Исламската верска заедница во Република Македонија, скопскиот бискуп и апостолски екзарх на Католичката црква во Република Македонија, проповедникот на Евангелско-методистичката црква во Република Македонија, претседател на Еврејската заедница во Република Македонија, државниот правобранител на Република Македонија, претседател на Државната изборна комисија, шефовите на странските дипломатско-конзуларни мисии акредитирани во Република Македонија и други гости. Дозволете ми во моје и ваше име да ги поздравам присутните гости. Ова седница ја свикав по барање на претседателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов. Го молам претседателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов да му се обрати на собранието. Повелете. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитуван претседател на Собранието на Република Македонија, почитуван претседател на Владата на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани членови на Владата, почитувани представници на правосудните органи на Република Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на верските заедници на Република Македонија, почитувани представници на медиумите, Ваше екселенции, дами и господа. Зад нас оставаме една година која ќе паметиме по многу премрежија и искушенија на глобален план. Во поширокиот регион, Блискиот Исток и Медитеранот, уште беснеат конфликти, немири и незадоволства, кои продуцираат нови жртви, огромни материјални штети, но и нови бранови бегалци и безбројни лични трагедии. Поради глобалната економска, должничка и финансиска криза, на многу луѓе во Европа и во светот и ова и наредните години ќе бидат години на соочување со тешкоти, неизвестност и неостварени соништа. Накратко, живееме во ера на глобални промени. Ера во која се менува светот како што го знаеме. Промените на глобален план навистина се економски, но слабостите се пред се политички. Тоа се чувствува и на нашиот континент. Се менуваат улогите на глобалните актери во меѓународната заедница, па и во регионот. Се создава една нова економска мултилатералност на глобално ниво. Растечките економски сили носат и нови потреби и нови форми на дистрибуција и искористување на ресурсите. За помалку од 2 децении потребата за вода за пиење во светот ќе се зголеми за 35%, потребата од храна за 40%, побарувачката за енергија ќе се зголеми за 50%.
Тоа се огромни промени кои ќе донесат потреба од нови економски модели на развој и нови модели на соработка. Животот ни станува се повеќе зависен од модерната технологија, информатизацијата и дигитализацијата. Карактеристиките на информатичко-комуникацијските технологии ќе придонесат за уште поголеми промени. И автократските, и демократските држави ќе употребуваат и зголемуваат моќта на информатичката технологија и новите медиуми. Па сепак се чини дека сајбер ерата придонесува и за сосема нови форми на комуницирање со рушење на митовите, стравовите и предрасудите засновани на нетолеранција и ксенофобија. Токму во ваков глобален и регионален амбиент Република Македонија ги остваруваше своите цели. И покрај се, успеавме да се справиме со секој домен со резултати што се започит. Резултатите потврдени во најрелевантните меѓународни извештаи. Почитувани, на макроекономски план Република Македонија во 2012 година беше под големо влијание на глобалното обкружување и особено состојбите во Европската унија како наш најзначаен трговски партнер. Во такви услови покажавме дека знаеме да се справиме со предизвиците. Република Македонија не ја зафати фаталниот бран кој внесе сомнеш и несигурност во многу европски земји. Иако во првите 2 квартали влеговме во рецесија со растот од 0,2% на бруто домашниот производ во третиот квартал, успеавме да излеземе од рецесијата. Имаме низок буџетски дефицит од 2,5% од бруто домашниот производ и заклучно со ноември ниско на ниво на инфлација од 3,2%. Имаме стабилен банкарски систем. Во однос на јавниот долг со стапка на задолженост од 30,6%, Република Македонија е меѓу 4 најниско задолжени земји во Европа. Според индексот за економска соработа, за економска слобода во светот за 2012 година, се наоѓаме на 43-то место пред дури 7 земји од нашиот регион. Според глобалното рангирање на Forbes за 2012 година, Република Македонија се наоѓа на високото 37-мо место во светот според поволноста за отпочнување на бизнис. Во последните 4 години, преку странските инвестиции, во Република Македонија се влезени околу 1 милиарда и 550 милиони евра. Ние сме трети најдобри реформатори во светот. Се ова покажува дека сме подобри од многу земји во регионот, па дури од некои земји членки на Европската унија. Секогаш може подобро. Има уште многу работа, но да бидеме реални. И во идната година динамиката на економскиот раст во голема мера ќе биде условена од закрепнувањето на глобалната економија. Проектот за технолошко-индустријски развојни зони ги дава своите резултати во поглед на бројот на вработени лица, производство и извоз. Покрај привлекувањето на странските директни инвестиции, Македонија е посветена на поддршката на домашните стопанственици и поддршката на мали и средни предпријатија. Ме радува и фактот што инвестирањето во туризмот ги дават своите резултати. Ова година во периодот јануари и октомври, во споредба со минатата година, бројот на странски туристи е зголемен за 8,6%. Модернизацијата на аеродромите и инвестирањето во авиосообраќајот, воведувањето на нови линии кон повеќе европски и светски дестинации доведе до раст на бројот на патниците во авиосообраќајот за 21,5%. Зато им честитам на владата и на стопанството за постигнатите резултати во 2012 година. Ова се аргументи и факти. Особено силно ги поддржувам напорите на владата за потикнување на земјоделството преку инвестирање на 670 милиона евра во периодот од 2011 до 2015 година. Замислете ваква посветеност наместо денес да имавме од порано. До сега ќе бевме регионална земјоделска сила. Ценети присутни, не обрнувајте внимание на тие што ги пропуштиле можностите, а не овозможиле вакви резултати.
Ценети присутни, напоредно со растот и со развојот на нашите урбани центри, неопходна ни е ревитализација на руралните области. Неодрживо е неодговорно да го везуваме она што можеме сами да го произведеме. Услови за тоа секако имаме. Треба само да се искористат. Еден од нашите приоритети е обезбедувањето на енергетската продукција, безбедност и стабилност, инфраструктурно и енергетско поврзување. Со пристапувањето кон Јужниот тек, Република Македонија ја обезбедува својата енергетска, но и економска иднина. Верувам дека пристапот до енергенсите ќе биде дополнителен потик и за странските и за домашните инвеститори. Со околу 250 до 300 сончеви денови во текот на годината Република Македонија е земја на сонцето. Мора да ги користиме обновливите извори на енергија, во прв ред сонцето, но и водата, ветерот и геотермалните води, онаму кај што ги има. Затоа мора да почнеме ефективно и ефикасно да ги користиме ваквите расположливи извори на енергија. Не смееме да заборавиме дека развојот и растот на економијата непосредно зависи од инфраструктурната поврзаност. Затоа на сите средби го актуализирам поврзувањето на Јадранско-Јонската магистрала со коридорите 8 и 10. Инфраструктурата и поврзувањето се основен предуслов за надминување на разликите и за поврзување на стопанската соработка. Толку за економијата. Почитувани сограѓани, сите сме запознаени со минато неделните заклучоци на Европскиот совет. Имаше оправдано очекување и кај нас и надвор, дека повеќекратното повторување позитивна извештај на Европската комисија и препораките за одредување датум за почеток на преговорите овој пат ќе се прифатат. Особено затоа што оваа година Република Македонија вложи евидентно многу и го забрза темпото на реформите. Македонија успешно го водеше предпристапниот диалог на високо ниво со Унијата. Собранието на Република Македонија, неговите работни тела, председателот на владата, надлежните министри и јас лично целосно бевме посветени на процесот на евроинтеграција преку многу средби, многу контакти што ги имавме во 2012 година. Од сите тие средби и контакти оценувам дека значително се зајакнува позицијата и поддршката за Македонија на меѓународен план. Пресудата на Меѓународниот суд на правдата ја промени перцепцијата кон Република Македонија. Таа на најавторитетен и најасен начин ја потврди исправноста на нашата политика, за која бевме обвинувани од некои и надворно и дома. Впрочем, важноста на меѓународното право е потврдена и во завршниот документ на годишниот состанок на високо ниво на Генералното собрание на Обединетите нации. Документ во кој се потврдува дека обврска на сите држави е да ги почитуваат одлуките на Меѓународниот суд на правдата во случаите во кои се јавуваат како страни. По деносувањето на пресудата, постојано се зголемува бројот на нашите поддржувачи, пријатели и партнери. И во Чикаго, и во Брисел, на оние кои без аргументи, но и спротивно на меѓународното право, сакаа, но и успеваат да не блокират. Од ден во ден им е потешко да најдат разумни аргументи за тоа. Не можат во недоглед да продолжат со неразумната политика на блокади. Ценети присутни, јас сум лично разочаран од исходот на годинешниот Бриселски самит. Верувам како и вие, почитувани пратеници, членови на владата и сите граѓани на Република Македонија. Се чини дека старите излитени балкански манири, балкански интереси, аспирации, поделби се уште обстојуваат и се наметнуваат на исходите на самитите на Европската Унија. Повеќе пати ја искажував определбата на големиот Жан Моне, дека проширена и обединета Европа е пред се проект на мирот. Се плашам
дека одлагањето на процесот за проширување на Република Македонија и за регионот не помага во остварувањето на определбите на основачите на Обединета Европа. Жалам што не се успеа да се испрати вистинска порака. Порака која очигледно некои не разбираат колку е важна за нас, за нашите граѓани, за нашите општества во регионот. Мојата порака до сите оние кои влијае на таквите заклучоци на Советот е дека грешат. Мојата порака до сите оние кои не мислеа така, а беа во мнозинство, ви благодариме за храброста, лидерството и визијата. Тоа никој пат нема да ви го заборавиме. Наспроти се, не само што остануваме верни на определбите на нашата темелна евроатлантска насоченост и интеграција, туку ќе ги уважуваме препораките и ќе ги интензивираме напорите. Ќе соработуваме близко со Европската комисија и ќе продолжиме со нашите внатрешни реформи. Нашата политика била и ќе биде европска политика. Продолжуваме и со политиката на отвореност кон сите. Тоа е политика која помага да ги прошируваме хоризонтите на нашата севкупна, а посебно економска соработка со светот. Отвореност кон сите е мојот највисок принцип во односите со нашите пријатели и партнери. Во таа насока беа многу од моите посети. На овој план, некои работи сме требали и сме морале многу порано да ги направиме. Само оваа 2012 година остварив 21 посета на странски држави, како и учество на мултилатерални и регионални средби, вклучувајќи и на последното Генерално собрание на Обединетите нации. Во годинава што измина остварив 86 средби со шефови на држави и на влади, со највисоки представници на меѓународните организации. Почитувани, годинава достоинствено прославивме 20 години од формирањето на нашата армија. Како важен столб на нашата независност, армијата даде исклучителен придонес за афирмација на Република Македонија на меѓународен план. Свесен сум дека тоа не ќе беше можно без напорна, професионална и посветена работа на многу генерации. Како председател и како врховен командант, со гордост можам да констатирам дека армијата на Република Македонија била и ќе остане да биде гарант на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Токму затоа уште еднаш јасно повторувам, нема место за дневна политика во армијата. Славејќи ја 20 годишнината од формирањето на армијата, ние одбележавме и 10 години од нашиот активен придонес кон мисијата ИСАФ. Во овие 10 години станавме една од 5 земји што најмногу предонесуваа во оваа мисија, сметано по глава на жител. Ќе продолжиме да се придржуваме кон ова глобално партнерство и по 2014 година. Како активен учесник во ИСАФ, Македонија ги споделува одговорностите, обврските и ризиците. Затоа, Македонија истовремено очекува да ги споделува и правата и придобивките кои доаѓаат со членството. Ценети присутни, во поглед на разговорите за прашањето за името, морам да кажам, како и досега, дека искрено и посветено им пристапуваме. Во очекување сме на нови средби и разговори со господинот Метјо Нимец, зашто јас лично разговарав и со генералниот секретар господинот Бан Ки Мун. Сакам во оваа прилика јасно да ставам на знаење. Прво на моите сограѓани, а потоа и на меѓународната заедница. Дека до заемно прифатливо решение може да се дојде доколку не сме соочени со ултимативни барања на штета на нашите национални интереси и идентитет. Секој човек има чувство на припадност и треба да биде слободен тоа да го изрази. Човековото достоинство е неповредливо, мора да биде почитувано и заштитувано. Ова стои во првиот член на повелбата на основните права на Европската Унија. Сите луѓе се родени слободни и еднакви во достоинство и права, се вели во првиот член на Универзалната декларација за човекови права. Секој граѓанин на секоја земја од соседството нека се чувствува така како што сака, но неприфатливо е да се бара ние да се чувствуваме како друг што сака.
Секогаш сум реагирал и ќе продолжам да реагирам кога се посегнува по било кој аспект на нашиот идентитет. Затоа што идентитетот спаѓа во оние базични категории за кои не можете да правите компромис со никого. Тоа се работи за кои никој на овој свет не разговара, а и ние не сакаме да разговараме. Барам најодлучно да се почитува рамката во која се водат разговорите, а на која се однесуваат резолуциите на Обединетите нации, времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Постојано им укажувам на најодговорните за процесот, на генералниот секретар на Обединетите нации, господинот Бан Ки Мун, и на медијаторот, господинот Метји Нумиц, да внимаваат процесот да не излегува од рамката. Впрочем, како што и самиот генерален секретар рече за време на неговата неодамнешна посета на Република Македонија, јас никогаш не прифаќам компромис кога станува збор за основни човекови права и достоинство. Оценуваме дека секое неадекватно решение може многу неповолно да се одрази на целиот регион. Се надеваме дека во времето пред нас процесот ќе се одвива во дух на толеранција, меѓусебно разбирање и разум, што од наша страна никогаш не изостанувале. Република Македонија од секојаш верувала и во практика го применувала ставот дека диалогот е незаменлив, особено за добрососедските односи, кои сепак се двонасочна улица. Ние мораме да си помагаме, не да се попречуваме. Блокадите и попречувањата се на штета и на тие што блокираат, а најголема жртва е целиот наш регион. Целосно сме отворени кон сите наши соседи. И натаму ќе настојуваме да ги развиваме добрососедските односи. Неприфатливи се обвинувањата од кој бил за наводно иредентизам и национализам кој доаѓа од Македонија. Тоа никој пат не се случувало од нашите луѓе. Ние сме свесни дека животот е краток, но соседите се вечни. Затоа порачувам да не се создава лажна представа за состојбата со добрососедските односи. Реалната слика е дека македонското општество нема никаков проблем со ниедно соседно општество. Низ каква искривена призма треба да гледаме за оваа реална соработка да видиме отсуство или недостиг на добрососедски односи. Земјите од нашиот регион едноставно не можат да си дозволат минатото да продолжи да им ја краде сегашноста и иднината. Почитувани, нашата континуирана и длабока посветеност кон регионот ја демонстриравме и со зборови, и со многобројни иницијативи, и со акција. Сега успешно го презедовме преседавањето со процесот за соработка во Југоисточна Европа. Тоа е најстарата автентична регионална иницијатива која не ни беше наметната, туку се роди од желбата за соработка на лидерите во регионот. Истовремено ќе бидеме домакини на 11-тиот поред форум на диалог меѓу цивилизациите, иницииран од председателот Трајковски во соработка со УНЕСКО и Советот на Европа. Темата ќе биде фокусирана на младите. Следната година ќе бидеме домакини на 3-та светска конференција за диалог меѓу религиите и цивилизациите. Очекувам 2013 година да биде година во која ќе продолжи реформскиот курс во области каде е потребен натамошен прогрес. Извештаите на Европската комисија се наш најзначаен патоказ. Дами и господа, и во оваа година кон Република Македонија се упатуваа апсурдни или навредливи изјави на малкумина дежурни политичари од соседството, а за нашите меѓуетнички и меѓусоседски односи. Ние не подлегавме на никакви провокации. Нашиот народ низ минатите векови многу преживеал и доживеал. Се стекнал со голема мудрост, жилавост и сила. Тие изјави за дневно политичка употреба ниту можеле, ниту во иднина ќе можат да ги нарушат вековните добрососедски односи на народите во овој наш регион. Нашите врски со соседството се длабоки. Тоа се роднински, пријателски, деловни, спортски, културни, духовни врски. Никаков излет на поединец желен за власт по секоја цена не може тоа да го промени.
Ако некој мисли дека со такво однесување може да ги подели и раскара граѓаните на Република Македонија, очигледно не знае за каков умерен и мудар народ станува збор. На нашите простори, не само во Република Македонија, уште има поединци кои сонуваат за радикални идеи и митови за големи држави. На овие идеи сакам да одговорам со мисла на еден од татковците на Европа, големиот Калерги, кој точно пред 90 години кажа: постои само еден радикален начин за трајно и праведно решение за прашањето на европските граници, а тоа е не промена, туку укинување на тие граници. Не смееме никогаш да дозволиме да бидат доведени во прашање меѓуетничките односи во Република Македонија. Сите заедници во Република Македонија со векови живееле сложно во духот на заемна соработка и почит. Иако веќе е речено, ќе повторам, со спроведувањето на Охридскиот рамковен договор достигнавме ниво на поголемо разбирање, почитување и толеранција. Изградивме и модел кој ќе се стреми да интегрира, а не да асимилира. Потребно е стриктно придржување до основните принципи на Охридскиот рамковен договор и одвивање на политичкиот процес во таа рамка. За жал, годинава имавме неколку недозволиви настани кои ги вознемирија граѓаните и не долекуваа на она што досега го правевме како држава. Бевме сведоци на повеќе инциденти, тензии и дури трагични случаи. Најлошото е што во тие случаи беа, а и денес се вовлечени многу млади луѓе. Од сева ова, лично бев многу засегнат, бидејќи освен како претседател и како човек сум определен за мир, соживот и толеранција. Им се обраќам на сите кои потикнуваат и извршуваат такви дела. Сериозно да размислат за нивните последици и да бидат свесни дека правдата ќе ги стигне. Никој нема да остане неказнет. Ако некој мисли дека може да ги потпали со збори или со дело чувствата или символите кои се свети за нашите граѓани, навистина се лаже. Не можеме да дозволиме 2 милиона граѓани да бидат држани во страв од неколкумина кои не им мислат добро никому и се инспирирани од нечестни мотиви. Одговорност на сите клучни актери во унапредување на толеранција и меѓуетничкиот соживот е обврска и одговорност на секој од нас. Притоа не мислам само на политичките актери. Мислам и на медиумите, верските заедници, локалните заедници, спортските федерации. Неслучајно ја спомнав важноста на спортот на ова поле. Како ретко која друга општествена активност, спортот има моќ да привлече, мобилизира и инспирира поединци и заедници. Спортот ни помага да ги промовираме идеите за мир, толеранција, правда, ненасилство и солидарност. Токму затоа оваа година бев покровител на проектот Спортот како фактор на толеранција, заедништво и почитување. Проект кој се вклучија илјадници ученици. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци. Заедно спортувавме, заедно посетивме верски храмови и културни историски споменици. Децата од Прилеп, Шуто Ризари, Врапчиште, Центар, Тетово и Старо Нагоричане пратија порака што беше меѓународно препознаена. Овој проект беше награден со специјално признание доделено од страна на принцот Алберт II од Монако на меѓународниот форум Мир и спорт во Сочи во Русија. Почитувани, годинава во овој дом, во собранието, меѓу пратеничките групи се одвиваше плодна, на моменти затегната и не секогаш продуктивна демократска дебата. Во новата година, граѓаните очекуваат повеќе решенија, а помалку проблеми. Демократијата подразбира борба на идеи, но таа не ја остварува својата цел ако не се испорачат и не се спроведат решенија за секојдневните проблеми на нашите граѓани. Во новата година граѓаните очекуваат обединување околу клучните приоритети на Република Македонија. Тој консензус во реалноста постои, но во жестокоста и емоциите на политичката борба по некој пат се губи од вид сликата која се испраќа до граѓаните
до нашата диаспора, до нашите партнери од странство и до инвеститорите. Еден од тие клучни приоритети е развојот на економијата и намалување на невработеност и сиромаштијата. Ги поздравувам сите напори во ова насока и верувам дека ќе продолжат, но со несмалено темпо. Но ако самите си создаваме бариери на тој пат и се однесуваме со инаед, тогаш сме крајно неодговорни. Деновиве во овој дом се води остра и непродуктивна дебата за усвојување на буџетот на Република Македонија. Морам да констатирам дека тоа ги загрижува граѓаните. Апелирам да се најде начин за итен излез од оваа ситуација. Граѓаните го очекуваат тоа од вас. Не може целото општество со сите своји потреби да биде заложник на неодговорно однесување. Ако се случи, заради неодговорно политичко однесување, Македонија да трпи економска штета, со кој образ утре ќе излезете да барате доверба од граѓаните? Кога станува збор за интересите на граѓаните и за непречено функционирање на државата, тогаш нема простор за парцијални интереси. Тогаш на вистина станува збор за сите нас, за Република Македонија. Почитувани, апелирам локалните избори кои ќе следат да бидат на највисоко ниво на демократски стандарди. Ниво кое веќе го постигнавме во изминатите неколку изборни циклуси. Уверен сум дека е потребно собранието во целина и сите други субјекти, вклучени во овој процес, како што се невладините организации, медиумите, верските заедници, да ги обезбедат сите неопходни предуслови. Реалниот живот на луѓето се одвива на локално ниво. Сигурен сум дека сите заедно ќе обезбедиме секој граѓанин еднакво, рамноправно и самостојно да ја избере својата локална власт. Сервисот кој треба да служи за нивни потреби, без разлика дали се тоа потреби на жителите на населените места во Шар планина или во Велес, Мариово или Кичево, Струмица или Скопје. Почитувани граѓани на Република Македонија, над сите нас виси прашањето што ни носи следната година. Водичките политичари и аналитичари во Европа најуваат дека најлошото е поминато и дека состојбата во Европа се подобрува. Се враќа довербата на инвеститорите. Приватниот капитал повторно тече во земјите што се најзагрозени со кризата. Ова се добри вести и за нас. Европските земји се нашиот најважен економски партнер. Она што е приоритет за Европа мора да биде приоритет и за нас. А тоа е намалување на трошоците, пласирање нови производи на пазарот, зајакнување на извозот. Тоа се претпоставките за развој на Македонија. Во наредниот период на полето на економијата треба да се фокусираме на приоритетите што ќе го одбележат нашиот 21 век. Тоа се водата, храната, енергетската безбедност и информатичко-комуникацијските технологии. Оние земји што доживеа силен развој, ги почнаа реформите со внимателна приватизација и извозна ориентација на економијата и со многу вложување во науката. Кај нас имавме несоодветна приватизација, претежно увозна ориентација и речиси никакво вложување во образованието и во науката. Последниве години, со силни напори се обидуваме да го поправиме пропуштеното. Но јас мислам дека треба да бидеме уште порешителни и похрабри во таа насока. Особено кога станува збор за вложување во науката и во истражувањата. Не можеме да ја отвориме новата вратата на иднината со стар клуч. Затоа неопходно е систематично и долгорочно да работиме на поттикнување на иновациите и на создавање на образование за генерации со отворен ум, кои ќе размислуваат надвор од шаблоните, кои ќе пронаоѓаат нови решенија. Од средбите што редовно ги имав со најдобрите студенти од универзитетите во Република Македонија, дознавам за предизвиците со кои се соочуваат. Треба да се прилагоди и унапреди не само наставната програма, туку и начинот, моделот на пренесувањето на знаењето.
Наместо компаниите да инвестираат дополнителни средства во дообука на веќе дипломираните кадри, тие треба тоа знаење и практично да го стекнат за време на студиите. Додека имаат нови идеи, додека сакаат да експериментираат. Затоа ги охрабрувам сите универзитети да започнат со формирање на технолошки паркови, да создават бизнис инкубатори, каде студентите ќе можат практично да го применат знаењето додека го стекнуваат. Така ќе бидат подготвени не само за локалниот, туку и за глобалниот пазар. Имаме навистина позитивни искуства на овој план со школата за млади лидери. Овие млади луѓе се стекнуваат со знаење и вештини кои ќе го градат нивниот успех. На секое поле Македонија има успешни приказни, успешни примери, успешни луѓе. Македонија не е само тука. Таа е секаде каде успеваат луѓето од Македонија. Импресиониран сум од нашите млади луѓе кои ги среќавам во светот. Покрај официјалната дипломатија, културната, економската, воената, тие се вистински промотори на нашата татковина. Како претседател на сите граѓани на Република Македонија, би сакал денес да се обратам до секој граѓанин посебно. Сакам да се подсетиме на идеалот на големиот број генерации, идеалот на обединета Европа без граници. Кога татковците на Европа, Жан Моне и Роберт Шуман, ги поставија принципите на нејзината историска градба, тие всушност го подготвија патот не само да се обединуваат државите, туку да се обединуваат и сите добронамерни луѓе на континентот кои што пред тоа живееше во воени конфликти и уништување на човековиот идеал. Токму 30 на дена неделата од еден голем јубилеј за модерната европска историја. Цела Европа следната година ќе го прослави 50 годишниот јубилеј од договорот за француско-германско пријателство. На 22 јануари 63 година Шар де Гол и Конрад Аденауер го подпишаа познатиот Елисејски договор кој беше основа за идна визија на Европа на мирот. Со истиот документ се создадоа услови за формирање на фондација за соработка меѓу младите на двете земји. Замислете на што би личел Балканот денес, доколку веднаш по крајот на студената војна го следевме француско-германскиот пример. Но никогаш не е доцна. Се надевам дека и ние, балканските народи, ќе собереме сила да погледнеме во еднината, како што тоа го сторија Франција и Германија во 63-та. Во годината на одбележувањето на овој јубилеј, и ние да ја конкретизираме ова инспирација, да создадеме место каде младите од Балканот ќе соработуваат во сите области, да создадеме иднина за младите и млади за иднината, да ја насочуваме и проектираме иднината, не само да ја очекуваме. Заедно да ја издигнеме Македонија во височина, со највисоки стандарди, највисоки принципи, највисоки вредности. И уште нешто, да се подсетуваме на заветот што ни го остави Свети Климент Охридски, да се пристигнуваме во добрина. Честитајќи ви ги предстојните празници, ви посакувам вам и на вашите семејства многу здравје, многу радост и многу берекет. Благодарам.